Заливот Гвантанамо во Куба е познат најмногу по сместувањето на осумничените за тероризам, вклучително и оние кои беа донесени по нападите од 11 септември и членовите на талибанците. Сега американската поморска база повторно се најде во фокусот, бидејќи официјалните лица го подготвуваат центарот за операции со мигранти таму, за да задржат 30.000 мигранти согласно наредбата на председателот Доналд Трамп. Може да се зголеми. Да, зависи. Но земјите кои нема да ги вратат своите криминалци што ги испратија кај нас, ги ставија во караваните и тие дојдоа. Сигурни како што вие стоите тука. Тие беа испратени од тие земји и сега ќе бидат третирани многу строго, со санкции и слично. Групите за права велат дека според американското законодавство е легално да се задржи мигрант за краток период додека не биде отстранет. Но ако земјата на потекло не е подготвена да го прифати, неограниченото задржување е нелегално. Во Гвантанамо, велат тие, притворените лица немаат можност за правна заштита. Во суштина тоа е црна дупка. Вие испраќате луѓе на место каде што нема да имаат можност да контактираат со адвокати. Ќе немаат контакт со нивните семејства и ќе бидат целосно изолирани. И изгледа дека од она што го каже и самиот председател, намерата е да се задржат таму на неодредено време. Во САД, мигрантите без документи се држат во притворни центри, па дури и во затвори. Меѓународниот проект за помош на бегалците вели дека САД пресретнале мигранти на море и претходно ги држале во Гвантанамо, со бројка од 10.000 за време на администрациите на Реган и Клинтон и помалку од 100 за време на администрацијата на Бајден. Организацијата вели дека она што Трамп сака да го направи е различно. До сега никогаш не било случај САД да приведуваат лица од внатре во државата во големи размери, како дел од масовна кампања за депортација и да испраќаат луѓе во Гвантанамо. Тоа никогаш не било направено претходно. Гвантанамо е, цитирам, совршено место за криминални мигранти, рече американскиот секретар за одбрана Пит Хексет. Ние ја поддржуваме наредбата на председателот да се осигура дека илегалните поединци кои вршат насилни злосторства ќе бидат задржани во притвор додека се депортираат надвор од земјата. Хексет и други официјални лица рекоа дека мигрантите без документи кои не извршиле злосторства исто така може да бидат донесени во Гвантанамо. Крајбрежната стража се среќаваат со луѓе во поморските води. Може да ги однесат директно во заливот Гвантанамо. Трамп го избра Гвантанамо зашто на САД им снемува простор за притвор, изјави прес-секретарката на Белата куќа Керолайн Левит. Што е голема причина зашто Конгресот треба да го усвои овој пакет за помирување што е можно побрзо, за да се осигура дека Оделот за домашна безбедност и имиграција и царинско спроведување ги имаат потребните финансии за да ги приведат овие лица. Демократските администрации на Обама и Бајден се обидоа и не успеа да го затворат терористичкиот логор Гвантанамо, кој беше изграден од администрацијата на Џорџ Вокер Буш во 2002 година, по американската инвазија на Авганистан, која започна непосредно по терористичките напади на 11 септември.